посветен век од изградбата, фреско живописан манастирот Свети Јован Владимир во Струшко Подгорци. Тоа е единствениот храм во земјава посветен на овој значаен светител. Црквата е изградена во 1925 година врз темелите на дамнешен Параклис, издигната во дабовата шума на источната падина на Јабланица на 910 метри надморска височина, на 15 на километри од Струга. Над зидовите денес се насликани велелепни и уникатни фрески кои ги нема никаде во светот. Тие живописно го отсликуваат житието на светителот. Фреската Одење на лов, визијата на Свети Јован Владимир во дабовата шума, чудесното враќање на светителот во Дуклја, венчавањето со Самоиловата ќерка Косара, се дел од фреските кои идните векови ќе сведочат за ова прекрасно дело. Направив најдобро што можев, 16 месеци укупно. Работа која е праена вон она до сега што го работев, сакав уникатни работи, има фрески кои буквално не постојат, не може да се најдат. Со додавање, одземање, нормално во соработка со професорот Сашо Цветковски, кој ми помогна сето ово теолошки да биде перфектно дотерано. Мојата уметност, неговото теолошко знаење, направивме нешто многу убаво. Сметам дека до сега изработев најдобро што знам. Се најдевам дека наредните генерации што ќе дојдат, ќе земат добар пример од мене, да работат и подобро од мене. Не е лесно ова да го работиш, али ето, кој ќе го видиш крајот се заборава. Јован Владимир бил кнез, владетел на Дуклја. Од затвореник станал зет на царот Самуил. Култот кон овој светител во Подгоречкиот регион живее и ден денес. Се верува дека токму на каменот во дворот на црквата се влюбиле Владимир и Косара. На Староваковско место е изграден овој храм, посветен на Свети Јован Владимир, како што кажав, и е во Македонија единствен храм кој што е посветен на Светиот Јован Владимир, кој што знаеме дека неговиот култ е многу голем во кај нас тука и на целиот Балкан, во Албанија, во Црна Гора. Неговото име се слави и се велича во православниот свет. Ево, фала на Бога, дојде и тој ден да дојде храмот во сето свое величие, во сето своја велелепност. Во 2021 година манастирот целосно беше уграден со монументална камена градба, уреден е и надворешниот дел и ајатите, со целосна донација на Владимир Пупиновскиот Охрид, синот на популарниот пејач на народни песни Секула Пупиновски, кој потекнува од селото Подгорци. Се возобнови и стариот конак, а направена е и кујна. Денес има и асфалтиран пат. Ми причинува големо задоволство, што конечно го завршуваме редувањето, фрескописувањето и ресервирањето на храмот на црквата Свети Јован Владимир. Моите корени потекнуваат од Вевчани Подгорци и сакам да им се заблагодарам на сите, на иницијативниот одбор, на црковниот одбор од селото, што ми пружија ваква прилика да помогнам со возобновањето на овој манастир, на оваа црква. За Подгорци овој манастир има огромно значење како едно вредно верско, историско и културно место, каде што повеќе пати во годината се собираат верниците. Мештаните велат, сакаат да го афирмираат и промовираат вековниот храм, да го посетуваат верници и туристи од земјава и светот. Очекуваме во наредниот период од кој ќе се завршат сите овие работи, поголема посетеност не само од Македонија, него и од регионот, од Црна Гора, од Србија, од Албанија, бидејќи овој светец има значење и за другите народи на Балканот, не само за македонскиот. И поради тоа, очекуваме во наредниот период поголема посетеност.
Патрон на црквата е денот посветен на светителот, тоа е 4 јуни, кога ќе има преосветување. Со богослужбата ќе чиноначалствува владиката Тимотеј, а предвидена е и богата културно-уметничка програма.